Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, вие следите емисијата Заспи ако можеш. Вечерва топ тема се разбира како и целиот ден е почетокот на судењето за трагедијата во Кочани, за трагедијата во дискотеката Пулс. Обвинителството излезе со својата сторија, се случија, се разбира, и помалку несакани настани. Родителите на жртвите се жалат дека адвокатите имаат неубави амбиции да го пролонгираат судењето колку што е можно подолго. Опозицијата излегува со едни тврдења, власта со малку поинакви, и така натаму. Ќе разговараме малку повеќе на оваа тема. Се надевам ќе имаме време и за некои други со колегата Бранко Геровски. Добра вечер, Геровски. Добра вечер. Да поминеме во суштината на нештата, самото судење денеска, што покажува, не знам, можеби вие ќе имате малку повеќе да објасните пред јавноста. Меѓутоа, фактичката состојба е таа, после колку веќе месеци, да не броиме, конечно влезе вододовме во фазата на судење за оваа трагедија. Сите, според номинално, се согласува дека ова мора да биде чисто, јасно, транспарентно, брзо и ефикасно судење во кое што обвинетите ќе ја добијат заслужената казна, ако има невини, се разбира, ќе бидат ослободени, дека не сме да има политички притисок, дека сето тоа мора да биде запакувано како што треба, и тоа го посакуваме природно, не само родителите и роднините на жртвите, туку сите добронамерни луѓе во Македонија, но колку е тоа реално можно, Геровски? Тоа е реално можно, доколку се исполнат неколку важни услови. Денеска на судењето слушнав една изјава, односно прочитав една изјава на адвокатите со која го придружија нивното барање за одложување денешното рочиште со еден многу валиден, сериозен аргумент според мене и според законот за кривична постапка се разбира, ако не беше уважен. И таа мисла беше во неправна, во незаконска постапка не може да се донесе правна и законска одлука. Значи, ова судење е тест не само за утврдување на материјалното право, на материјалната вистина, зашто се разбира обвинителството има своја теорија, своја приказна, свој наратив преточен во обвинението, а одбраната по принципот на еднаквост на оружјата, кој е многу важен, нели, ќе има своји теории, своји наративи, своји прикази, своји објаснувања. Кога зборувам за одбраната, зборувам за имаме 34, сега 35 обвинети, тоа се најмалку 35 бранители, некои имаат по повеќе, значи некои имаат и по 3-4, да, по 5. Тоа е легитимно, значи зборуваме за 50 луѓе што го знаат добро правото. И е многу важно покрај утврдувањето на фактичката вистина, што се случило, кој е виновен, колку е виновен, за кој ние пак новинарите, јавноста, во овој момент немаме право, етички немаме право да судиме, да пресудуваме, но ќе го фокусираме вниманието, барем јас, барем ние во Плюс Инфо, барем добар дел од новинарите кои ќе го следат овој процес, ќе го фокусираме вниманието на постапката, бидејќи таа треба да биде безпрекорно, точна, прецизна и таа треба да обезбеди ефикасно и брзо судење. Сакам да нагласам дека прашањето на брзината на судењето не е прашање затоа што некому му текнало дека така треба да биде брзо, а не споро. Тоа е право на брзо судење, и тоа пред се на обвинетите. Значи, но судиката веќе денеска даде изјава дека да се зборува за некакви временски рамки не е коректно. Таа вели ќе трае ако треба и со години, додека не се докаже тоа што е потребно. Во Македонија години од една страна е нешто за жал нормално, иако не смее да биде, од друга страна е посебно за ваков случај трагично само по себе. Тоа е голем проблем. Ја видов таа изјава на судиката Диана Груевска, нели? Со кое морам да кажем, јас имам едно мало лично по еден банален случај по судење на клевета, лошо искуство. Не значи тоа ништо, може би во меѓувреме
судиката го променила својот дискурс кон правото, гледање на правото, односот кон правото и така натаму. Не сакам да ја предуцирам, сакам да кажам во врска со неа ништо, но да се каже дека судењето ќе заврши можеби за 5 месеци, можеби за 5 години, мислам дека не е коректно и мислам дека не е најава за едно брзо, ефикасно и економично судење. Јас бев прво, бидам искрен, изненаден од фактот што се прави едно гранде судење, значи при што се обединуваат сите, денеска се обедини уште едно обвинение. Она за Александар Нацев за да, наводно велам вистинскиот реалниот собственик на агенцијата за безбедување. Така, се што ќе кажуваме во поглед на материјалната дебата ќе биде наводно, бидејќи мораме почитуваме презумпцијата на невиноста. И ја бев изненаден што воопшто се прави едно вакво судење и особено со аргументот дека на ваков начин судењето ќе биде поекономично. Ја искрено до ден денеска не разбирам како може да биде на ваков начин судењето поекономично. Дотуку повеќе што очекувам врска со овој настан, оваа трагедија во Кочани, да има и нови обвиненија, не за ова истово кривично дело, предизвикување општа опасност со смртни последици, туку може би за други кривични дела поврзани, не знам, злоупотреба службена помош, несовесно работење во служба, за луѓе кои, нели, овозможиле системски пропусти да дојде до дискотеката да се јави во ситуација да биде несоодветно опремена за да одговори на еден ваков предизвик, на еден ваков настан. И замислете сега, ако некому му текне и тие да ги спојат во целава работа. Ја во мојата кариера и во мојот живот воопшто немам гледано во Македонија олку масовно судење, но вчера еден судија со кого случајно се најдовме на промоција на една книга, ме потсека, сепак имало, тоа е Змиско око. Сеќавате на за патерините, кога давале пола и така натаму. Сега неспоредливи се кривичните дела. Се разбира. Таму се шпадало на 30 денари, овде кај нешто. Таму имало 70 обвинети. И направен еден театар, прилично неславно заврши тој судски процес, со пресуди вакви, такви, онакви, така натаму, да не навлегувам во тоа сега. И ја не можам да разберам како е тоа, ова што сега се случува, како може да биде поекономично, бидејќи прво има некои банални причини поради кои рочиштата веројатно ќе бидат одлагани. Може да се лута, се разбира, сите ќе се лутиме, ние, ако се одлагаат рочиштата, нели? Не е добро. Родителите веќе одат со интенција дека ова намерно ќе се прави. Па видете очекувано одложување до бескрај. Може да се случува, тоа се разбира. Има во секој судење има обиди да намерно се одложуваат рочиштата, но ова е едно нетипично судење и нетипичен е форматот. Нели збориме за 35 обвинети на едно место, збориме за една цела сала полна новинари. 35 обвинети, тоа е, вака да направам споредба, како еден од по-голем клас училишен од 35 ученици. Замислете таков еден клас, ученици, млади деца, нели, кои се поздрави од возрастните, овде има од разни генерации обвинети. Теоретски е невозможно да не очекувате во текот на процесите, особено во месеци ноември, декември, јануар, февруар. Да нема болни, да нема грипови, болни, не дај Боже нешто пострашно да се случи и така натаму, ќе има објективни одлучувања. Бидејќи, пак ќе се вратам на мисла, не може во неправна постапка одлуката на судот крајно да биде квалитетна, без оглед ние како сме убедени. За ова би сакал да аргументирам малку подоцна. Значи, ако еден обвинет не е присутен, ја не знам како ќе се одржи рочиштето. Во принцип се одлагаат тие рочишта од објективни причини. Добро, но судиката пред неколку дена спомна во едно излагање дека максимално строго ќе се проверува дали луѓето се на вистина оправдано одсутни, ако има одсутни, што е во ред, така треба и да биде. Не спорам, така треба да биде. Но реално е дека може да ги има, тоа е. Но луѓето реално ќе се разболуваат. Реално ќе има такви ситуации. Па и самиот стрес. Зборувам тоа зборувам за еден банален пример. Најдено некакво решение, заменски адвокати, не знам и така натаму, окей, не знам колку е тоа баш по правилата на игра. Не сум до тие детали упатен во законот за кривична постапка, но, например,
аргументот на денешен на адвокатите се спојува уште еден предмет, се додава во обвинението, се редуцира листата на докази, тоа било кажано денеска на рочиштето. Тие били изненадени од тоа. И сега адвокатите велат вака. Ако се додава по закон за кривична постапка, имаме реално нов обвинителен акт сега. Ако е редуцирана листа, имаме нова листа на доказа. Одбраната има право на увид во доказите, увид во листата на доказите, има право да го проучи новиот обвинителен акт. И тоа денеска го кажа 10 адвокати, ми коите го запамтив, не знам, Еленов, Петре Шилегов, да, и понешен градоначалник се појави таму. Да, па добро адвокат е, професија, и он го кажува таа мислам дека он ја нагласи. Тоа е аргумент сериозен. Онака, бегло се отфрла аргументот. Како да го толкуваме тоа? Геровски обвинителството би требало да знае дека адвокатите природно ќе реагираат вака. И зашто ги спојуваат тогаш? Зар не требало да се мисли однапред? Сега доаѓаме до оној круцијален момент за кој што вие сте зборувале повеќе пати, морам да признам. Колега Драган, јас имам сериозен проблем и повеќе пати сум зборувал со однесувањето на обвинителството и на судството на Македонија, да не заборавиме, ние сега сите даваме денеска изјави, и лидерот на опозицијата Филипче сакаме кристално јасен, чист процес дека натаму. Се е тоа убаво овака на ниво на реторика, но тоа треба да го спроведе на правосудство во кое не случајно народот нема доверба. Нема доверба, тоа е правилно. Нема доверба, има 2% доверба, значи нема доверба. Луѓето не им верува на тие луѓе. Многу случаи за кои јас сум ги следел, сум пишувал, посвестум во текот на студенијата и така натаму, мене апсолутно ме верува дека една екипа, особено во државното обвинителство, во обвинителството генерално Македонија, напросто не може да се носи, не сака да испорачува правда на начин како што бараат правилата на правораздавањето и ја мислам дека во крајна линија тоа ќе се почувствува овој процес. На следните рочишта очекувам, јас лично очекувам, например, адвокатите да го постават едно од круцијалните прашања. А тоа е прашањето, дали сите 35 обвинети реално треба да одговараат за кривично дело предизвикување општа опасност со смртни последици. Бидејќи, можеби за други правни квалификации, можеби за други кривични дела, можеби за злоупотреба на службена должност, совршена властена службена. Ако има подкуп, тоа е друго кривично дело. И тука запирам, оставам тоа адвокати да го прашаат. Но ако го постава тоа прашање, од некои досегашни коментари, знам дека тоа ќе биде едно од клучните прашања на ова, сите знаеме, тоа да не се правиме ова. И ако го постави тоа прашање, тоа ќе биде легитимно прашање во постапката. И сега, сите ние што сакаме брзо судење, мора да го поставим прашањето добро. Ако е така, зашто вака е направено? Зашто се ставени овие правни квалификации во обвинението? Зашто е вака на овој начин спојено? Нема ли процесот да тече побрзо ако едни луѓе се судат вамо, други тамо во разни судови? Имаме толку обвинителства. Сега извадихме скоро податок дека по број на обвинители суди, сме сериозни шампиони, да. Да, сме сериозни, имаме висок број на обвинители, повеќе од земји членки на Европска унија. Дали така да би било поекономично? Не знам. Можеби има аргументи за ова што сега дека ќе биде поекономично, ама во која смисла? Во смисла на пари, средства? Не е само тоа економично со постапката. Луѓето заслужуваат, посебно обвинетите, а и жртвите се разбира, семејствата на жртвите, тие засегнатите и тие сакаат брза постапка. Да не би да е во потекст на целава приказна еден обид на некои сиви еминенции во македонското судство, правосудство генерално, посебно обвинителството, да всушност да се влечка процесот. Нека се влечка процесот. Кој имате процес кој се влечка 2 години, 3 години, ќе создавате нервоза постојано, ќе ги носите луѓето, они природно, тие луѓе во кучени се повредени. Имам сосема разбирање за нето. Меѓутоа, зарем во следните 3 години тие луѓе треба да доваѓаат по Кијамети, по вакви околности, доваѓаат во Скопје, по уште тамо во Идризово и така натаму. Кој има интерес од тоа? Зошто тоа да се прави на таков начин?
Значи, не треба да има една лажно ветена брзина на судењето, јас се согласувам тоа, но да им се рече на луѓето дека ова може да трае 5 години, извинете, тоа не е брза правда. И тоа не е во интерес и на никого. Ни во интерес на откривањето на вистината, не тоа. Без оглед, што може луѓето како велат. Луѓето, знаете, не треба да ги обвинуваме ни семејствата на жртвите, ни нивните најблиски, ни општата јавност, бидејќи општата јавност луѓето не мора да знаат. Тие не мора да знаат за овие за принципот дека мора постапката биде законита. Луѓето не се правници. Луѓето сакаат, они викаат вака, сакаме да ги видиме сите обесени на площад. Тоа е едно чувство кај луѓето. Да. Тоа, ако бидат обесени на площад, тоа нема да ја намали трагедијата. Нема да ја намали болката, но тоа е некаков природен инстинкт на луѓето сакаат. Да, тоа не е правда. Да, но тоа не е правда. Ние сме сепак едно цивилизирано демократско општество и ние мораме да го поставиме прашањето, мораме да обезбедиме сериозно правна постапка. И јас си го поставам прашањето, зошто во почеток, да се изразам метафорично, вака е поставена фигурите на шаковската табла, да во стартот не имаме проблем уште на отварањето на играта, имаме проблеми, гледаме дека ќе ги имаме проблеми во средишница, во завршница и така натаму. Не е доволно убедувањето мое, твое, на било кој од тие луѓето што не гледаат, ова е виновен. И тоа можам да го аргументирам со еден друг процес, ако не направам паралела. Слободно. Значи, сега ќе ви кажам за што значи принципи и што значи постапка и што значи почитување на докази во правото, со еден исто така многу чувствителен процес кој беше актуелен неодамна. Се уште се свежи сеќавањата на убиството на Вања, на убиецот Палче и така натаму. Да нема дилеми. Јас сум последен човек у Македонија, повеќе од тебе, кој би имал било каква причина да го брани Палевски. Да, имавте и лични и лоши искуства. Бев нападнат физички. Да. И така натаму човекот. Мислам се најлоше за тој човек. И апсолутно сум убеден дека тој е убиецот. Моето лично убедување се совпаѓа со пресудата на судот. Да, Љупчо Палевски убиецот. Меѓутоа, ако на ваше место сега од другата страна седне човек и ми рече вака, господин Егеровски, јас не сум убеден дека Палевски е убиецот. И ако ми аргументира, ако ми рече, например, вака, видете, кога има убиство, треба да имаме уверлив мотив. Што го немаше, ми се чини. Да, баш го немаше. Односно, држеше мотивот, додека во обвинението беше и таткото на Вања, меѓутоа кога се ослободи, мотивот беше користолюбие. Ние на крај не во наративот последен баш и не разбравме. Кој е користолюбието? Што е тоа користолюбието? Во овој момент се уште не знам. И сега овој човекот што ме убедува, мене вика, мотивот не е уверлив, немаме признание од жртвата, барем не уверливо признание од Палевски. Од Палевски немавме никакво мислични признание. Не вели, да, јас ја убив. Не, тој се дека не направил такво нешто. Немаме оружје, немаме пистолот, немаме чаура, немаме ДНК на од човекот на таму. И јас, извинете, се сомневам дека Палевски е убиецот. Ја би можел да кажам, слушай, 100% е тој убиецот, не може друг да биде, бидејќи било ова, она и така натаму. Меѓутоа, пресудата мора да се донесе во сериозна постапка, со сериозно изведување на докази и да биде, англискиот термин е beyond the reasonable doubt, одлуката, значи надвор од секакво сомневање мора да биде докажано. Дали во тој процес така се случи? Не. Луѓето добија затворски казни, заслужено по мене. Повторувам уште еднаш. Јас сум длабоко убеден дека тоа се тие луѓе кои го извршиле тоа дело. Но тоа е моето убедување. А ја не сум верник. Тоа ја мислам така. Што е важно што мисли Геровски, Трајко Петко Станко? На суд се работи по процедура, по една строго форматирана постапка. Споредено со автомобил, значи влегувате во автомобил, прво палите колата, па ако имате од модерни коли, мора да ставите
ременот, ќе се види. ова тоа се све процедура, постапки како прва, втора. Не може влезе кога стисне газ да трне возилото. Не е ова може. холивудски филм, така Не е, да. може, не е ова холивудски филм. Значи има сериозна процедура. Ја Се посакувам плашите дека- во овој случај да биде, но имам изразени сомневања од искуствата до сегашни. И од стартот на судењето мене не ми остава баш убедување дека ќе биде. И утре, кога луѓето ќе прашуваат зошто има одложување, зошто се влечка судењево, тоа ќе ги нервира сите. Мене ќе ме нервира, тебе ќе те нервира, луѓето ќе ги нервира, цела јавност. Нормално и треба да не нервира, тоа е нашиот рефлекс. Не сме да ова да трае 5 години, како 5 години? Не сме да трае 5 години. одбраната ќе прави Како се 5 што години? може и- Тоа. Одбраната ќе бара ќе оправи оно што е дозволено по закон. Има закон за кривична постапка и точно таму. Одбраната, на пример, ќе дискредитира сведоци, ќе се обиде, ако има сведоци. И сега многу луѓе што не го знаат законот за кривична постапка, како бе тоа ќе дискредитира сведоци, тоа не смее. Не, во закон за кривична постапка има дел кај што се вика дискредитирање на сведоци, тоа е правна постапка. И по таа правна постапка одбраната ќе ги прави оние работи што треба. Без обезбедување на правото на одбрана, ние не можеме да добиеме квалитетна пресуда. И правото, значи, не е како порано во социјализмот, во комунизмот, не е како во диктаторските режими, во овие џамахири, православни, муслимански и така натаму, каде што ќе рече овој кадијата што тужи и вика вака е и така ќе готово. биде по секоја цена. Не, имаме одбрана и обвинение се рамноправни во постапката. Има еднаквост на оружје, има право на одбрана, има Тоа е јасно, Геровски. принципи. Но кон кого треба да биде повеќе насочена окото на јавноста, кон обвинителите или кон судијата? Сега во оваа фаза, по мој вкус би било, кога судијата конкретно, нели, со еден сериозен интегритет, судијата е командант, како така, судијата е церемонијал мајстор сега. Тој ја води постапката. Значи, ако ја мислам дека обвинителите и обвинението генерално ќе постапуваат како што вообичаено они тоа знаат, напишале на приказна, ќе се држат на приказната, ќе се обидуваат да ја докажат, колку ќе имаат аргументи, не знам, за приказната, меѓутоа одбраната, овие сериозно ќе го споруваат обвинението. И сега, тука е клучот на судијата. Судијата е тој што може да наметне сериозна доказна постапка, да бара докази, да ги опоменува и едната и другата страна. Ама и обвинителите ги опоменува, веќе не може вака. Колега обвинител, ова не може вака, ова не може да ова. Кај ви текна сега ова да го вадите ова новото обвинение, па сега ќе го спојуваме па така натаму. Значи има работи што еден судија кој има интегритет, сериозно, кој може да го наметне во судницата, да изведе постапката до крај многу сериозно и евентуално да извади целава ситуација. Ама ја не сум сигурен. Морам да ви кажам дека така ќе се случува и тоа ќе го видиме од наредните. Но, ако трне работава на лошо, тоа сакам да нагласам, ако трне работава на лошо, ние како граѓани, како јавност, како новинари, како блиски на семејствата откочени и сите што се на некој начин засегнати со приказнава, мораме да бидеме јасни да бидеме чисто кој ќе не биде виновен и кај треба да го насочиме вниманието на критиката, кој ќе речеме не иде работава како што треба. Па не можеме да идеме пред собрание сега да се буниме или пред влада. Стандардно и очекувано инаку. Океј, тоа е дел од нашиот фолклор, меѓутоа ние не добиваме влада во овој случај и собранието, пратениците не можат да испорачаат кривична одговорност. Еве нели ќе се формирала анкетна комисија, една, две, добро, на крај ќе се формира една, нека се формира, ќе има надзорна расправа, нека се формира, ќе се утврдат вакви такви неправилности. Меѓутоа едно не може да направи таа анкетна комисија. Не може да донесе кривична пресуда. Тоа е работа на судот. И бидејќи сме сега фокусирани тамо, на судот, ете, по некој план, тоа ќе се случува таа голема судница во Идризово, сега ја тестираме, нели, таа голема судница во Идризово, добро што постои се разбира, таму ќе се случува се. И ние сега не можеме
утре да речеме, абе за ова ни е виновен министерот за, не знам, за внатрешни работи, министерот за правда. Не, луѓе, не, чек полека. Не е виновен тој. Он нема право и да сака. Дори мислиме дека анкетната комисија нема право со свој заклучок на никој начин да влие врз она што ќе се случува во таа голема судница. Никој нема право да влие. Се разбира, зошто воопшто ова анкетна комисија стана тема? Го гледав вчера и премиерот, денеска и лидерот на СДСМ Венко Филипче, анкетна комисија се формира, па ВМРО велат, добро, ајде да направиме комисии за сите работи што се случувале, трагедии претходно. Колку воопшто е местото на оваа тема сега? Ја мислам лично дека политички не е опортуно во овој момент да се отвара ова прашање на ваков начин, иако е сосема легитимно. Значи, анкетна комисија, надзорна расправа се легитимни инструменти на парламентарна контрола на процесите. Да, зашто сега е добро прашање, затоа што по редоследот на нештата, по досегашните искуства и по она што ќе се случува во судницата, ние можеме да заклучиме дека анкетната комисија со сите расправи, со сите кавги внатре, вообичаено, тие служат за политичка пресметка, за политичка дебата и така натаму, за утврдување на вина, при што се користат во политичката беда, се користат многу, нели, аргументи кои се некои држат, некои не држат, така натаму. Но ќе го одвлекува вниманието од суштинската работа, тоа ми е зборот. И заклучокот ќе дојде пред кривичната пресуда. Според мене тој заклучок не може да биде игнориран и нема да биде игнориран од судот. Од она што тоа ќе влие врз она што се случува во судницата, што според мене не е добро. Ако некој рече што е влијание на законодавната власт врз судската, ете тоа ќе биде влијание на тој заклучок ќе влие. Значи во принцип работите се случуваат една таква анкетна комисија, една таква расправа можеби требаше да му претходи на судскиот процес претходно. Доколку политичарите, доколку партиите, парламентот проценува дека институциите се закрчени, неграмотни, неорганизирани, компрометирани, под влијание на разни центри на моќ. Јас тврдам дека имаме правосудни институции под влијание на центри на моќ. Не е под влијание на владата, или под влијание конкретно на опозицијата, или на партија Левица, или с... Не, под влијание на центри на моќ, на луѓе. На тој начин се компрометирани. Ако имало таква проценка, дека требало порано, претходно, зошто? Затоа што евентуален заклучок во позитивна смисла на ослободување на институциите би влијал позитивно во постапката. Просто би било полесно и на обвинителите, и на судиите. Сега, во една ситуација во која претходно, например, би била донесена одлука, ние имаме притисок ваму, притисок таму и така натаму. Сега, посвестно, после 8 месеци, буквално молчење на парламентот, не кажување ништо, евентуални, да речеме интеракции со луѓето во Кочани кои протестираат и така натаму, може такво нешто имало, не велам не, позитивно, негативно во било која насока, не спорам ништо, но јавно не. Во парламентарна расправа не. Немало сега предлог. Зашто касни таа? Зашто доцни барањето за анкетна комисија? Ние имаме постојана анкетна комисија. Делија Пасиев. Првата изјава на Димитар Пасиев беше јас ќе свикам постојаната анкетна комисија. Има постојана анкетна комисија во парламентот. А ваму изјава беше, не таја, друга се ќе правиме посебна анкетна комисија, посебна расправа. Зошто таа дебата не се направи, например, 2 месеци после случајот, а не 8 месеци после тоа? Може би ќе делуваше тогаш позитивно, отрезнувачки, ослободувачки, еманципаторски, може би за некои од луѓето кои немаат доволен интегритет, се чувствуваат стегнати, притиснати, несигурни, зборувам за обвинители, за судии и така натаму. Може би. Сега не знам дали ќе го има истиот ефект. Сега ние сме денеска со почнато судење. Тоа е многу важно, тоа е едно големо судење за кој велиме, нели? Мора да биде кристално онак
ќе биде тест, навистина ќе биде тест за македонското правосудство. Ама после 2-3 рочишта ние ќе знаеме студентов што е на тест, нели, што полага испит. Дали ќе може да помине ќе паѓа или ќе не паѓа. Ако паѓа, тешка работа ќе биде. Во прво рочиште главно се зборуваше околу самиот газда Деко. Пропустите кај него чувството дека бил готов да направи се за профит, практично дури има илузија дека и собствениот син практично го ставил, го вовлекол во таа смртоносна стапица. И во ред се разбира дека газдата на собственикот на таа квази дискотека ќе биде првиот и основен виновник за се. Меѓутоа прашањето е не сме да се држи приказната само за него. Вие имаме толку широк диапазон на како се вика, на можности за обвинување, за не знам, за безбедувањето, за пропусти на полиција, за пропусти на институции, пропусти на овој, пропусти на оној. Може би да очекуваме... Видите, во принцип се договараме како искусни новинари и како одговорни новинари дека јас лично на пример нема додека трае процесот, не особено не во оваа фаза почетна да коментирам искази во судница. Ова што денеска беше читање на обвинението. Значи тоа е наративот приказнато обвинението. Јас нема коментирам ни за газда Деко, ни за овој, ни за оној, све тоа пишува во тоа обвинение, зашто тоа е работа на одбраната. Но интензивно, почнувајќи од денеска, како и во оној случај со Палевски, кога тоа баш не ми беше мене лесно да го издржам, но интензивно, како тогаш што ги пренесувавме сите искази на обвинетите на одбраната, по принцип на еднаков оружје, што за нас значи еднаков пристап кон медиуми, и тоа е еднаквост на оружјата, ние ќе ги пренесуваме ставовите и адвокатите ќе си ги спорат овие работи. Реков веќе, од она што дел од адвокатите предходно го пишуваа, ги следев нивните написи по Facebook, лево, десно, има една работа, клучна, околу која веројатно ќе се движи процесот, на почетокот барем, пред да се навлезе. Пазите, секој поединечно од овие 35 луѓе треба да им се докаже вината. Што сторили така натаму, што воопшто не е лесно. Сега, на дел од овие луѓе се веројатно директно поврзани со самиот настан, пожарот во кобната вечер, кобната ноќ и така натаму. Дел се судат за истата квалификација, предизвикање општа опасност, за некои работи што наводно, според обвинението, наводно уште раз ќе повторам, ги сториле во текот на својата кариера, како, не знам, градоначалници, како инспектори, како не знам луѓе, како дел од што издавале дозволи. Години пред да се случи настан. Сега, сите се они осомничени, обвинети во случајот всушност за една квалификација. Тоа мора да знаеме, значи многу е важно во кривичното право, делата се опишани. Се прецизно опишани. Значи нема да ги раскажуваме ние се. Тоа е дело, тоа е тој член, се вика предизвикување општа опасност, таму има точка, смртни последици и тоа е тоа. Така се суди кривичен закон. Не се суди се како по бабу Пистричево, па сега ние ќе раскажуваме приказ. Не. Тоа е делото. И сега, голем дел од приказната ќе се врти дали овие други луѓе, кои, не знам, не била издадена дозвола, мојата прва реакција после несеката дека треба да одговара човекот што ја издал воопшто дозволата, не знаејќи тогаш, тоа е во ноќта, практично утрината, не знаејќи дека дозволата била, не знам, фалсификувана, не знам што било веќе со дозволата, ќе видиме во расправата, нели? Дали треба да одговара. Тој што му дал дозвола нова, треба да одговара што објектот бил ваков како што е, треба да одговараат некои луѓе, сите треба да одговараат. Ама за кое кривично дело? За која квалификација? Како? Бидејќи основно е во доказната постапка да се докаже причинско последична врска меѓу дејствието што го презеле тие луѓе и последицата. Значи, ако станува збор за сега ти земеш го фрлиш ова лаптопот и напреш доле штета, нели во студиово, јас треба
треба да докажеме дека ти со таков и таков мотив си го земал во еден момент, го фрлаш и си направил тоа и тоа. Значи, мора да има меѓу твојата мотив, причина и самата акција, да. Самата акција врска со конкретната последица. И после лаптопот се запалило студијаво, не дај Боже. Не дај Боже. И се тоа мора едно со друго да биде поврзано. Ако не се докаже таа каузална врска, тешко ќе се изведе, ќе може да се донесе пресуда. Сега, зборувам кога правилата би била со војнички речник по ПС-у, по правило службе или по законот за кривична постапка. Кај нас, за жал, се носат и поинакви пресуди, се носат врз база на импресии, на слободни уверувања. Особено кога е олку сензитивно. Вие на 63 жртви, природно е, вие сте крајно рационален, што е нели за поздравување се разбира, јас се обидувам да бидам, меѓутоа на ваков број на жртви, ваков стрес за целата држава и ваков притисок, дополнително ќе отежни целата работа и на судиите и на обвинителите. Велите не сме, да, меѓутоа вие само родителите да ги гледате во судницата, веројатно страшен притисок ви стои на глава. Да, Ова го размислам чисто како човек, не. Ама смислата на судењето, на правдата, на истерувањето на правдата, на правораздавањето е на тие луѓе кои изгубиле се да им даде малку сатисфакција и душевен мир. Нели, бидејќи тие нема што друго сега да добијат. Не дај Боже да сте во, да речем, во улогата на оние луѓе кои изгубиле дете и така натаму, и сега што ви очекувате од судењето? Што тој човек да очекува судењето? Може би правда, за малку да му се подсмири душата дека ете сепак некој ќе одговара за тоа што. Тоа е смислата на правдата, мора да има некаква сатисфакција. Се разбира од враќање во иднина, има и други, нели, смисла на казнувањето. Друга смисла нема казнувањето. Каква и да е казна, нема да ги врати жртвите назад, за жал. Тоа е невозможно. А одмазда без доказ само по себе. Одмаздата е исто. Знаете, во природното право, принципот на одмазда е прифатлив. На крај луѓето имаат право да се одмаздат за тоа што го прави. Меѓутоа, бидејќи сме цивилизирано општество, ние викаме вака. Можеби луѓето имаат право да се одмаздат. Сеќавате, скоро имаше случај во Америка, каде што на сред судница мајката го вади пистолот, губила човекот. И сега, можеме да зборуваме што сакаме, меѓутоа тоа ќе биде све што се случувало претходно, ќе биде многу сериозна олесителна околност за нејзиното дело кој извршено во судница пред камери, мислам како да ја кажам, онака. Ова. Значи, правото на одмазда е природно право и тоа се почитува во ова. Но нема право судот да се одмаздува. Нема право судот, нема право обвинителот, нема право полицајецот што те држи во станица да те тепа и да се одмаздува за нешто. Макар да си ти најголем. Нема право адвокатот да ти откаже одбрана. Знаете што велат адвокатот века? 15 деца да имаш убиено, ова, мора да имаш адвокат утре. Ние го имахме оној Брейвик во Норвешка, 100. И кусуру, стотина деца во тоја тамо убита. И го бранеа, доби тоа што бранеа, доби тоа што доби, имаше систем и така натаму. Иако кај нас, еве да земе само како пример, адвокатот на Палчо беше едно време под жестока критика што воопшто се нафатил да го брани. Не може така. Значи, секој има право на одбрана, вклучително и тој психопатот Палчо. Без разлика што ние мислиме за него. Без разлика што мислиме за овие. Без разлика што некој утре ќе мисли за некој газда Деко, газда Ваков, таков. Тоа мора да го безбедиме. За одлуката да биде, да држи, правно да држи. И ние утре да речеме, се случи трагедија, но сепак на крај имаме една одлука која малку ќе донесе мир во душа. Ако е неправна одлука, нема тоа да го направи. Нема да го предизвика тоа чувство кај луѓето. Нема. После некое време ќе има нови правници, ќе има нови луѓе што ќе седат во ова студио и ќе чатат ова на ништо не личи. Не личеше. А ако на ништо не личи, како може да личи пресудата на крај? Не. Согласувам. Кога сме кај судиите и обвинителите, генерално нашиот правосуден систем, повторно дебата се парите за нив. Морам да ве прашам вашето мислење. Премиерот вчера објаснуваше дека, и го спомнавте и вие тоа, дека всушност
според стандардот на државата кај нас и воопшто не се лошо платени, а и ги има во доволен број, не дека ги нема, проблемот е во ефикасноста. Некоја паралела гледав, не знам, на изброј суди во предмети во Германија и во Македонија, разликата на годишно ниво на пресуди е драстично во корист на германците. Например, само. Да, тоа е така, затоа што прво од аспектот на што го барат, обвинителите не барат само повеќе пари и судиите, они барат и повеќе извршители во денност, значи да има повеќе обвинители, повеќе суди. Не е тоа спорно, иако ние и сега имаме многу обвинители. Се покажаа бројките, колку се кај нас, не знам колку беше 9, не знам. На 100.000 луѓе, да, некој просек се вадеше, да. И тоа е висока бројка за европски прилики, за балкански прилики дефинитивно. Платите, сега оно што го бара, колку што свативме, обвинителите се прилично високи суми бараат за судскиот буџет и ставот на Добро, со објаснување дека имаат трошоци за ова, за она, секое вештачење чинело не знам колку пари, веројатно е точно, не знам. Сега тоа така, ма секоја дејност има трошоци. А што да кажат лекариве? А што да кажат некои други области кај што државата мора да смисли пари за сите, не така. Во ред, ама сега ставот на државата, односно на владата во овој момент е вака. И мене тој дискус малку и не ми се допаѓа, затоа ќе го критикувам премиерот Мицкоски, првата плика и лично, сега јавно, а и лично кога ќе го видам, ќе му кажам, тој дискус е, еве сега ќе ви даваме вие што барате, ќе ви даваме буџетот да раководите, ќе ви даваме пари колку сакате, ќе ни пише Европската унија петка, ама после вие ќе ни испорачате правда. Нема така да се случи. Нема така да се случи. И нема да имаме никаква сатисфакција ако ние ми даеме све што барат и после пак немаме правда насад. Онака каква што посакуваме. Ако останеме со ова ниво на доверба, со истите критики во извештаите. Но фактот е дека причината не се парите во случајов. Сосема се подлабоки, апсолутно не. Што важи овој дискурс? Можеби, значи, пазите, ако сакате вие да раководите сами со буџетот за судството, за обвинителството, тоа значи треба да раководите со се. Во судството не работат само суди и во обвинителството не работат само обвинители. Има писари, вакви, чистачки, кафе куварки, се има во тие институции. Сите тие луѓе треба да добијат плата. И сега утре, кога, знаете дека нас почесто штрајкува судската администрација, отколку што штрајкуваат самите судии. Затоа што природна е таа фрустрација, тие се многу слабо платени, објективно колку што Тие се многу слабо платени. Да не кажувам за затворски чувари, за овие во ова. После ќе речат, зашто не се такви, зашто луѓето се подложни на за 500 денари да ти уфрла телефон у притвор и така натаму. Ти имаат плати бедни, најбедни плати има таму и така натаму. И сега, утре кога луѓето ќе речат, ќе се буни, кај ќе штрајкува судска администрација? Папер влада ќе иде. За жал, тоа ќе чекате, буџетот е таму. Таму ви е буџетот, кај овие што сами раководат. Ама сега, кој е задоволство од тој на крај? Што е задоволството? Што е поентата на сето тоа? За да се управува со тој буџет, за да се работи со тој буџет сериозно, треба и ресурси, треба и знаење и така натаму. Океј, тие треба да одлучуваат, треба можеби да одлучуваат за клучните работи, каде, како, за позиции, не знам, какви ќе бидат платите, коефициенти, веќе не знам како им се делат платите. Меѓутоа, оперативно, кога тоа го работа, тоа е огромна работа, можеби тие не се свесни што тоа све значи. Од се легнуваат на платите, на први... И тоа е тоа, да. И како од негде доаѓа, како од негде доаѓа. Па тоа некој го работи, па тоа некоја друга администрација го работи да легнат плативе на први. Прилично компликувано, се согласувам. Тоа е администрација, тоа е работа, не е толку компликувано, што бара ресурси, бара работа. Но целото тоа прашање заедно не е клучно за поглед на квалитетот на пресудите, на поглед на квалитетот на судењата, воопшто на она што го работи за производите што ги дава тој организам. Јасна иронијата тука на премиерот, ми се чини, барем мене ми и што се постигнува со иронијата? Ништо. Да се покаже дека и кога ќе добијат пари ќе бидат истите. И што имаме ја и ти од тоа, што имаме народ тоа. Ја не согласам тука со премиерот, мислам дека види, што е клучно. Колега Драган, во државава наша веќе подолго време институции од правосудството, обвинителства, и тоа важни обвинителства, клучни обвинителства,
правосудни органи, поединци и така натаму, се под директна контрола на издвоени центри на моќ. Ова кажувате повеќе пати. Ова го кажувам ја како оној Катон Постариот, кој велел Картагина делен да ес, Картагина мора да се уништи. И јас почнав така, веќе станам досаден сам на себе, ама морам тоа да го кажам. Добро, центрите, може да бидете поконкретен сега, да звучам вака јас нахално. Добро, поврзани со поранешната власт. Сега. Океј, со клучни луѓе од поранешната власт. Така е. Сега, што е важно? Ако ти си сега на власт, ВМРО ДПМН, со коалицијата и така натаму, и ти сносиш политичка одговорност. И тебе од овие врпати го носат извештаат, вика, еве ти го извештаат да го читаш таму и таму пише, не сте добри во правосудството. Не им вика, зашто Мишковски не им каже, абе види, овој дело за правосудството, извајте го ливчево, однесите го сега кој што самостојне. Не може така. Ти си виновен. Ти си виновен за вкупните состојби во државата. Ти си одговорен за вкупните. Што е твоја задача како на влада, како на владеачка коалиција? Ти мора да ги отргнеш овие институции од канџите на овие што ги компромитираат и контролираат и да ги ставиш под нормална парламентарна контрола. Тоа не е мешање, тоа е смислата на поделбата на власта во државата. Но како да се изведе тоа кога еве имате од судството токму такви пораки? Дека премиерот си зема премногу за право, дека се меша во судската власт. Не одам имаше некој писание од нив, ако не се лажам, во кој што токму тоа го велеа, дека премиерот се обидува да им се меша недозволено во. Ја мислам обратно, дека премиерот треба поише да се меша, а тој воопшто не се меша во својата работа. Видете, кој го избира, тие прашања системски се решени во државата. На ист начин во Македонија, како и во најголем дел од Европа. Кој го избира? Државниот јавен обвинител. Собранието на Македонија. Парламентот го избира. Значи, тој подлежи на контрола парламентарна. Тој е системот на тој е самостоен во својата работа, но институциите по принцип на check and balance меѓу себе се контролираат. Не е тој самостоен, не е тој независен кој што сакам правам. Не можеш така да правиш. Он е одговорен пред собранието. За овој државен обвинител, за кога ја пена ми фати устата дека треба да биде сменет, и утврдам, сега читам изјави на Мишковски кај што вели ќе го смениме. Ќе го смениме последното, да. Сега, овој државен обвинител, да потсетам само, му беше изразена недоверба од медиумите од јавноста. Во собрание. Од истава. Потоа беше поведена формална процедура од владата за негова смена, има одлука на влада смена. Во формалната постапка се бара мислење од Совет за јавни обвинители. Добиено е позитивно за него, за обвинителот. Но тоа е дел од постапката. Му се поведе на барање на левица. Посети се, на предлог на левица имаше интерпелација во парламентот. Се прифати интерпелацијата, му се искласа недоверба. Човекот е пред, значи прашањето треба да се стави на дневното собрание, да му се изгласа доверба, да се донесе друг човек, за да се сменат. Не е поентата овој човек што прави, не прави. Не он некој ни ѓавол, нити пак некоја голема звезда, се ние кој смениме, кој знае што ќе се случи од државата. Но да почнеме морално. Што го знаеме некој што? Студирал таму не знам колку години, просекот ме е катастрофа. Да, не е баш нешто за фалење таа кариера. Некој зашто е? Што ќе изгубиме ние страшно? Што не е најдобриот обвинител во државата? Што ќе падне, ќе се сруши светот ако друг биде јавен обвинител? Сигурно дека не. Проблемот е што ние имаме таму структури, ние ги знаеме луѓето, јас пишувам секој ден за тие луѓе што точно знаеме како, откаде и што се контролираат и како функционираат. Бидејќи додека постои такво обвинителство, пазите, оваа власт сега што прави полицијата, финансиска полиција, управа за финансиско разузнавање така натаму, што прават? Поднесуваат кривични пријави. Нели велиме имаме епски криминал во Рекбитола. Нели имаме епски криминал вамо, епски криминал таму. Да, но тоа потоа луѓе поднесуваат кривични пријави. Кај гледате пријави? Има некои ситни ова. Кај гледате пријави? Па чекайте се, тоа е сега за уметнички дојам, да ние се забавljаме медиуми или на крај ќе дојдеме до некакви реални обвиненија и дела. Па не е само, како да кажам, не е само овие две дела за некои поситни, да речам, тендерски постапки или што беше тоа поврзано со Рекбитола за релативно мало. Па ние велиме вака, во Рекбитол има 200 милиона евра украдени пари.
се пари. Сериозни пари. Камо да видиме ова. Знаете каде? Полицијата ќе истражи, меѓутоа полицијата која работи по истрага, работи по налог на обвинителство, треба да судија претходна постапка, дозволи истрага и така натаму. Значи, тоа е така системски, така тоа е добро поставено, тоа така треба да биде. Ако обвинител сака да го кочи или пријавата кривична да ја стави под у фиока, има начин доле, да го направи. А фиоките им се пуни со такви кривични пријави, едноставно ја запира постапката, едноставно не реагира, не продолжува понатаму. И полним се фиоките со такви предмети. Па тога за кој е право, бе, колега Драган, ние ќе зборуваме за ова? И са зошто ние сега да обвинуваме некои честни луѓе, честни обвинители, честни полицајци, дека вие сте сите криви, не ви чини правосудството, државата ви е ќумур. Зашто бе ја да сум виновен, нека државата е ќумур, или ти да си виновен, или овие луѓе што не гледат да се срамат и да речат бе државата. Зашто? Затоа што 1, 20, 3, 5, 10 души група си тераат по некои своји бизнес така натаму. Одговорна власт ќе стаи, ќе пресече. Ќе рече вака ќе биде. Ќе ги држи сите. Секогаш ќе има критики. Секогаш Заев не го промени обвинителите. Како која власт довеќе промените? Кај нас се промените обвинители? Прчевски, Зврлевски, не знам се број, кои така натаму. Нормално е тоа. Затоа што довеќе дека сега ние ќе водиме борба против криминалот, ги тргаме овие структури што не знаат да водат, не сакаат да водат, и ние ќе водиме борба, овие ќе ги вршиме политички притиск, контрола, ќе ги трнеме овие претходните и овие што е ненормално во тоа? Не се прави тоа на Запад. Во Америка една се бира шериф и цел живот шериф, нели? Не е така. Се прави. Што направи Трамп прва работа кога дојде во Америка? Го смени обвинителот. Тоа е нормална работа. Сменливи се луѓето. И треба да сватиме дека... Особено со вакви резултати, меѓутоа, добро, дефинитивно е потребна малку посилна политичка волја, би рекол. Има политичка волја. Значи, ова што го зборуваме не наведува на критики. Еве, имам изјава вчера, мисля, че на премиерот, и што вели, така го смениме, добро, тоа е така. Дали има, може би, некоја нелагодност поради притисокот, поради тоа што утре, не знам, ќе дојде некој еврокомесар, полукомесар, четврт комесар овде. Па ќе држи реч, да. Абе, вие што ги менувате луѓево? Што е за очекување, да бидеме реални? Па што ако дојде? Ќе му кажеме, имаме проблеми, вакви, така, ги менуваме. Не знам, Денко Малевски, професорот, вели дека никогаш не сме се однесували толку остро со европјаните. Во една колумна така нешто рече дека никогаш не сме били толку, да не речам, безобразни со европјаните. Па добро, сме безобразни, можеби во поглед на прво што е европјаните. Европјаните во таа смисла е она администрација во Брисел. Јас сум и некои наши колеги бевме во една скоро студиска посета, отприлика кога малку погледнав како изгледа тоа е катастрофа. Не бевте воодушевени. Да разговарам, тоа е бетер од наша бирократија овдека. Само што е многу богата. Ма не е ни богата, тоа е катастрофа, можеме да кажеме отворено. И сега ја ќе секирам што ќе дојде некој 600 лево сметало таму, доаѓа овдека. Види, ние имаме сериозен разговор со Европа. Ние имаме стандарди што тие ни ги поставуваат. И ние ќе им речеме, они не критикуваат со право дека ние не водиме добро борба со корупција, дека правосудството не ни чини, дека треба реформи. И сега треба да ни кажеме, луѓе, ако сакате реформи да испрачаме ние, како власт, како извршна власт, со закони, не ги носиме обвинител законите, ние ги носиме собранието, парламентарното мнозинство. Ако сакате да го правиме тоа, ние ќе земе и ќе го правиме. Ќе го правиме оштро, тврдо, ќе го правиме тоа како што треба. Па макар и да се наути некој. И сега вие викате утре, правите реформи, ама ништо не пипај. Па тоа не е реформа. Така е. Како се? Тука е таа замка. Остави ги луѓето. Ова е, тие се супер, вие сте криви. Не може да бидеш крив за тугите мани и недостатоци. Не иде тоа така. Мислам дека има начин на кој парламентот, владата, премиерот, министерот за правда можат сериозно се европјаните да го искомуницираат ова прашање, без да му изгледа на почитување од мој професор Малевски, дека тоа е најостро говорење со европјаните од сега, бидејќи сме можеби у фаза во кој треба и малку да кажеме да зборуваме поостро, можеби не. Нема да биде по волја, по вкусот на некои луѓе, ама еве за оваа работа треба да зборуваме машки бе, конкретно, директно, одговорно. На крајот крајот за нас се работи. Морам да изразам жалење што помина времето за емисијата, имав уште многу прашања за вас, колега Геровски.
Меѓутоа тука мора да завршиме, едноставно помина времето за емисијата. Благодарам за вечерашното гостување. Благодарам на поканата. Да, јас мислам дека останавме покуси за еден куп одговори од колегата Геровски почитувани гледачи, но толку е тајмингот, како што веќе реков, во некоја друга прилика секако ќе позборуваме и на други важни теми. Мислам дека оваа со случајот Пулс, колку што можевме ја заокруживме, па и за начинот на кој што треба да функционира и обвинителството и судството во Македонија. Тоа беше се за вечерва, се разбира утре во 15 часот репризното издание на оваа емисија. Јас ви закажувам нова следба со мене и со нови гости во понеделник во 22:30. До тогаш пријатно.